Двајца пациенти на инфективното оделение денес починаа како последица на COVID-19, а бројот на хоспитализирани расте. Во моментов нивниот број е 40, но за сега проблеми со слободни места нема. Се уште имаме слободни места, се примаат малку повеќе пациенти, дел се испишува, така да во нагорна линија е бројот на примени пациенти, но се уште имаме слободни места. Во меѓувреме, Штипската модуларна болница е пред отварање, бидејќи инсталацијата на централниот довод на кислород е во последна фаза, што е и услов таа да започне со работа. Од денеска инженерите на фирмата која што го доби тендерот почнуваат со инсталацијата на ватрачниот довод на кислород. Така да не би коментирал за роковите, се надевам дека многу брзо ќе се заврши од својот дел од работата, ќе биде приклучен тој централен довод на кислород и веднаш после тоа ќе ја ставиме во функција, значи ќе префрлиме и дел од пациентите, доколку нели се разбира има потреба, имаме поголема бројка на пациенти, ќе префрлиме и ќе ја ставиме и модуларната болница во функција. Со отварањето на модуларната болница, капацитетот на клиничката болница Штип ќе се зголеми на 120 кревети и се смета дека тој би бил доволен доколку пандемијата се држи под контрола. Инаку во моментов во регионот има 543 активни случаи, а 4 од нив се на интензивна нега. Од почетокот на пандемијата во регионот се заразени 9940, а починале 269 лица. Во меѓувреме, британскиот сој на коронавирусот се шири во регионот. За само 5 дена регистрирани се 60 нови случаи, а на пунктот за земење на брисеви секојдневно има над 40 пациенти. Кластерите се големи во семејствата, но почнуваат да се појавуваат и во градинките и училиштата. Од вчера во изолација се 28 деца од претшколска возраст и 2 воспитувачки од градинката во населбата Автокоманда. Дел од децата се тестирани, а нивните резултати се негативни. Во моментов потврдени се позитивните резултати за двајца наставници кои имаат физичка настава. Вирусот се шири брзо низ семејствата и во колективите каде што има заразени лица. Бараме граѓаните да ги почитуваат мерките носење на маски, држење на дистанца и што е најважно, да не се групираат и собираат по домовите, бидејќи на тој начин го штитат сопственото здравје, но и здравјето на најблиските кои се во ризични групи.